Судот и обвинителството се заплеткуваат за притворот на Асмир Јаховски, кој каков предлог дал, кој побарал домашен наместо ефективен притвор и дали обвинителката Катерина Коларевиќ се согласила, па потоа се предомислила за куќниот притвор на газдата на Пуцко Петрол. Се уште е нејасно. Откако јавноста бурно реагираше, обвинителството за организиран криминал ја обжали одлуката на судиката Сандра Крстиќ за куќниот притвор на Јаховски, иако пред 2 дена обвинителката се согласила со одлуката на судиката. Незадоволно од ваквата одлука, основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција во законски утврдениот рок до Кривичниот совет при Основниот кривичен суд Скопје поднесе жалба поради суштествена повреда на одредбите од кривичната постапка и побара Кривичниот совет да ги преиспита фактите содржани во жалбата, како и решавачките факти врз основа на кои е донесено обжаленото решение. Претходно, од истото обвинителство соопштија дека судиката на претходна постапка не го прифатила предлогот за ефективен притвор на Асмир Јаховски. Судиката ценела дека Јаховски е татко на 4 деца, имал фирма со многу вработени и цврсти врски со државата. За едно лице, осомничено за кривично дело перање пари и други приноси од казниво дело, предлогот на обвинителството за определување на мерка притвор не е прифатен и е определена мерка куќен притвор. Од судот пак со друга приказна, тие на денот на акцијата соопштија дека обвинителката се согласила за промена на мерката, па така судиката наместо во шутка го пратила Јаховски дома. Во однос на осомничениот АЈ, по произнесување на осомничениот пред судија на претходна постапка, јавниот обвинител се согласи за промена на предлогот за определување мерка притвор, со предлог за определување на мерка куќен притвор, што беше прифатено од судијата на претходна постапка. Инаку, газдата на Пуцко Петрол заедно со уште 13 луѓе, меѓу кои екс-директорот на СМ Васко Ковачевски и бизнисменот Радко Капушевски, се сомнича дека испумпале нешто над 160 милиони евра државни пари, а при тоа набавувале штетно гориво со кое го загадувале воздухот. Само Јаховски е во куќен притвор, на тројца судот им одреди ефективен притвор, а на останатите се думина им ги одзема пасошите.